Таргети за прислушување со броеви на јавни личности, политичари од тогашната опозиција СДСМ, министрите Милјана Киевски, Гордана Јанкуловска и Зоран Ставревски имало во системите за следење комуникации набавени од Израел. Во отсуство на закон, наредбите доаѓале од екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, консултирајќи се со поранешната министерка Јанкуловска. Со вакви информации располага укажувачот Ѓорги Лазаревски, кој ги извади логовите од системите за прислушување, за во јавноста да биде обелоденет скандалот со бомбите. Од сведочењето на Лазаревски во Скопска единица произлегува дека оперативци на МВР комуникации следеле без наредби. Операторот ГГ, НН и операторот директор комплетно беа фокусирани кон таргети за кои јас сметав дека се нелегални. Во еден случаен разговор со колега кој беше изненаден од комуникацијата која ја видел, добив информација дека е сниман разговор меѓу министерката Јанкуловска и министерот Ставревски. Во кој што после дискусија за реновирање на некаков објект во Битола, министерот Ставревски бил многу изнервиран од тогашниот премиер Никола Груевски и изговори дека човекот е правозавод Демир Хисар, што веројатно алудира на лудо. Тогаш јас му пристапив на Звонко Костовски и отворено го запрашав дали е вистина дека се прислушуваат актуелни министри во тој момент, не знаев кои двајца беа. Реакцијата на Звонко беше дека не се знае кој се прислушува. Токму со преземањето на министерската функција на Јанкуловски и директорската позиција на Мијалков во 2006 година, набрзо Лазаревски бил деградиран на почетничка функција. Системот го гледав дека беше во истата просторија со мала преграда, а често работните задачи ми беа таму, но никогаш не сум влегол позади преградата. Првата година воопшто не ме интересираше. Сакав да се докажам на новото работно место и верував дека системот нема да се злоупотреби. Бидејќи бев во истата просторија, се сомневав како да дојдам до сознание што има во него. За специјалното обвинителство сведочењето на Лазаревски е клучно. Предметот таргет тврдина е споени се однесува за масовното прислушување и уништување на опремата за следење на комуникациите. Меѓу обвинетите се вработените во УБК Горан Груевски и Никола Бошковски, кои двајцата се во бегство во Грција, каде таму против нив се водат два судски процеси.